Dime, odime, prvo ona pustite da bi... Čekaj malo, Dime rado. Sve dečina za manje. Dvajica na kvara. Čekaj se, ne misle kaj da zdar stane. Evo mi su vijete! Evo mi! Абе ги најди пише? Се е подготвено за ревијалниот натпревар на ветераните на фудбалскиот клуб Југохром. Владо, како тече подготовките, дали е се подготвено? Супер, све пројде. Стигна и тој ден кој што долго очекуваме сите ние. Како што гледате, мислим дека и ја надмиравме целта, затоа што собравме преголем број на фудбалери, што од постарите, што од подмладите. Со нас, како што кажавме на јавата, се присутни оние први дел од првите генерации од формирањето на Југохром, тоа се 60-тите, 70-тите, 80-тите години од фудбалскиот клуб Југохром. Чест и задоволство ние што се присутни со нас. Сите тие како фудбалери оставиат и како трак во клубот, како фудбалери, а подоцна дел од нив и како успешни тренери, како во сениорскиот тим, така и во младинските категории. Се разбира, тука со нас е и нашиот шеф Лјупчо Перински, кој што би рекол дека е главната карика кој што не држи цело време заедно. Да ги поздравам и луѓето кои што и оваа година го поддржат целиот овој настан, а тоа е нашиот соиграч Крсте Трпчевски, кој што живи и работи во Германија, кој што и минатата година и така и оваа година специјално од Германија дојде одека за да го изигра овој надпревар. Тука е нашиот пријател и другар Маријан Јовановски, жител од Јагуновци, и тој исто живее во Детройт во Америка. Голем поддржуваш на клубот Југохром и на овој настан. Дарко Богојевски, наш соиграч кој што е тука. Фирмата Роло Мики од Јагуновце, собственост на Мирослав Јовановски. Потоа железарата Деко и ги тим од Јагуновце, собственост на Горан Тофиловски. Маркетот Леона од Јагуновце, собственост на Игор Блажевски. Битно е да споменем дека сите овие се наши поранешни соиграчи. Една голема благодарност и до отецот Синиша Ристовски од Детройт, кој што е наш поранешен соиграч, кој што како фудбалер и центарфор ги тресеше противничките мрежи, даваше доволно голови. Чест и задоволство и он е тука со нас. И благодарност до гостиницата Стара банка од Јагуновце, кој што и минатата година и оваа година не поддржа во целиот овој настан и каде што после надпреварот ќе продолжиме дружбата сите заедно. Еве една најава и до јавноста и до љубителите на фудбалскиот клуб Југохром. Дел од поранешните фудбалери више почнеме да разработуваме идејата и разговараме за во скора иднина да го формираме клубот за да профункционира онака како што го личи, бидејќи Југохром како бренд беше познат не само во овој крај, туку и во Македонија. Така да апел до сите оние кои што сакат да се приклучат на оваа идеја, да ни помогне на било кој начин, се добре дојдени за во најблиска иднина да профункционира и сениорскиот тим, но и младинските категории, од кои што би ги црпеле понатаму и фудбалерите. Владо, ти благодарам, ќе те ослободам да се загреваш. Ќе го продолжиме разговорот. Со нас е уште еден фудбалер, Мирослав Јовановски, со еден славен прекар Ѓоркаев. Мирослав, се подготвувавте за надпреваров? Како не, цела ноќ не спан, кода прв пат терен, возбуден, максимално, прекрасно дружење, нема, ова не се опише, ова треба само да се доживи. Трениравте малку? Па, скоро ич. Мирослав, те пуштам и тебе да се загреваш, ќе продолжам со Лјупчо Перински.
Пелински, поделивте советите, екипите се поделени на бели и зелени, веќе се знаат и поставите. Слушаат кога беа млади? Па сега го гледа плодот од тоа што требали уште повеќе да слушаат. Овде имаше секогаш многу талентирани деца. Јас се радувам како нивни учител секогаш затоа што они сите се веќе успешни, остварени луѓе во своите професии. Ја гледам овде оваа година, ја гледам енергијата што ја даваат овие помлади ветерани, да кажем на некој начин, и идејава за ФК Југохром да заживее. Те сега со благодарение на градоначалникот со прекрасни сооблекувални нови, содржување на теренот, ќе се оствари нивната идеја и ФК Југохром да екзистира. Минатата средба мислев дека ќе биде на еднаш во декадата ќе се одржува, меѓутоа енергијата од тогаш и барањето на овие ентузијасти допринесе да пак се собереме овде и да стане оваа традиција и убава традиција на средба на видување во убаво време, во убав тајминг, и се надевам дека ќе роди со плод да им се пренесе на младите генерации што ги има овде, и со еден збор ФК Југохром да почне да екзистира можеби уште од есенскава сезона оваа година. Ти благодарам, Прески. Штото го започна првиот ревијален надпревар на фудбалскиот клуб Југохром. Ги гледаме по старите ветерани, оние кои што го имаат носено дресот на фудбалскиот клуб Југохром од Јегуновце. Некаде во втората половина на минатиот век, 50-тите, 60-тите, 70-тите години. И првата шанса е гол 1:0 за екипата за зелената екипа. Ќе ви ги прочитам и фудбалерите кои што играат на овој прв надпревар. Ристовски, Звонко Тодоровски, Аце Гиевски, Трпе Зафировски, Ѓорѓи Илиевски, Неим Ибраими, Бошко Стојановски, Феим Ибраими, Ангел Матовски, Драги Илиевски, Благоја Савески, Петко Ристовски, Славчо Стојановски, Душко Маринковски и Косто Симовски. Барем тие се имињата кои што ги добив од организаторот. Се извинувам доколку некој не е споменат или доколку некој не е напишан во овој записник кој што го добив. Солидна посета на стадионот на Југохром во Јегуновце. Втор пат се организираат овие средби на видување, фудбалските ентузијасти од Јегуновце, но за прв пат имаме можност да ги гледаме постарите ветерани на фудбалскиот клуб Југохром, како што спомнав, кои што го носеа дресот во втората половина на минатиот век. Еве сега, одлична одбрана. Благоја Савески е голман на белата екипа. Спречи двојно водство на зелената екипа. Еве сега и фаул за белите.
Офсайд го Црпета. Офсайд бе. Прв корнер над преварот. Илиевски го изведе. Се чини зелената екипа како да е по-подготвена за овој надпревар. Уште од почетокот напаѓа, води и со 1:0. Еве сега повторно ќе има шанса за гол на зелените, нов напад. Со број 10 е тоа Матовски. Можам за прв посериозен напад за белата екипа на Југохром. Симовски, Гиевски. Повторно Симовски. Шут. И брани голманот на зелената екипа. Нов напад за зелената екипа. Ови за двојно проигрување. Со мало задоснување успешно. Број 3, број 8. Симовски со број 7 кај зелената екипа. Илиевски, двојно проигрување, шанса за Илиевски. Зафировски се одлучува да проигрува. Интервенција на голманот на белата екипа. Да не може центар да се. Повторно Зафировски. Да не може центар да се. Се чини дека комбинацијата Зафировски и Илиевски е воиграна кај зелената екипа, така и се падна единствениот гол до сега што го видовме. Одземена топла Симовски. Го има лево Стојановски, се одлучува до Зафировски. Еве, сега топката е кај Стојановски. Центар шут. Абе, нема, 9-7 ти игра, што е работа? Кој ќе зелени дресо имало, бе? Од 20, ајде да не искошим. Оу! Велемајсторски потек на Илиевски со број 3.
и 2:0 за зелената екипа. Маестрално го мина голманот на белите и погоди за зголемено водство од 2:0. Крај на првиот дел. Ќе се чекаме екипите да ги сменат страните и одиме со уште едно полувреме. Публиката ужива во одличната представа на постарите ветерани на фудбалскиот клуб Југохром. Почеток на второто полувреме. Првиот напад ќе го има зелената екипа. Зафировски и Ристовски по десната страна проигруваат. Тодоровски, Гиевски сега со топката. Нема завршница оваа акција. Белата екипа оди во напад. Johnny Sameve. Илиевски беше во напад од белата екипа, меѓутоа густа е одбраната на зелените и веднаш на спротивната страна нова акција, но овој пат одбраната е на висина на задачата на белата екипа. Успева да се одбрани. Нов одличен потек сега. Илиевски. Повторно Зафировски до Илиевски. Топката повторно е кај Тарпе Зафировски. Токму играчот со број 5 од зелената екипа е најрасположен за игра денес, но и покрај возраста се чини и најподготвен. Повторно Зафировски. Овој пат проигрување до Ѓорѓи Илиевски и 3:0 за зелената екипа на фудбалскиот клуб Југохром. Веќе јасно е дека победникот на овој надпревар е решен. Дали ќе има почесен погодок сега за белата екипа. Тоа е со број 3 Неим Ибраими. Меѓутоа, на време се врати Душко Маринковски, го попречи и топката оди во гол-аут. Сепак судијата вели дека тоа ќе биде прв корнер за белата екипа. Така се купира се сега.
Ибраими го изведува корнерот. Шанса за Драги Илиевски, тоа е гол за белата екипа. Драги Илиевски намалува на 3:1. Само што споменав дека веројатно победникот е решен, Илиевски внесува неизвестност. На спротивната страна Ѓорѓи Илиевски. Одлична одбрана на белите, но топката останува во посет на зелената екипа. Тоше Зафировски. Шут на Маринковски, но повторна одбрана на голманот. Нов удар на Маринковски, но овој пат покрај голот. Браво, Джони! Новиот бек на Челси. Кајм се дојде. Нова можност за зелената екипа. Зафировски. Тоа е 4:1. Стрелец со број 2, Звонко Тодоровски. 10. Не, да промени. Не виж излага, чума. Што деца? Како сака ќе доам може, да? Добиеш на пан. Се извинувам, Ангел Матовски, стрелец на четвртиот гол за зелената екипа. Нов напад, одбрана, се обиде Ѓорѓи Илиевски. Нема офсайд. Не знам кој го traži. Не знам кој го. 4:2, нов гол за белата екипа. Мислам дека тоа е со број 3 Неим Ибраими, ако не се лажам. Продолжува на преварот. И тука е и крајот. Да, Неим Ибраими е стрелец на вториот гол за белата екипа. Завршува на преварот на постарите ветерани со победа 4:2 на зелената екипа. Публиката уживаше во одлична представа. Се подсети на игрите на старите веломајстори на фудбалската игра во Јагуновце, кои еве сега заслужено добиваат
и аплаусот нешто повеќе од 200 гледачи на стадионот на Југохром. Навистина заслужен аплаус. Тоа е се од првиот ревијален натпревар. На кратко ќе се исклучиме, па ќе продолжиме со ревијалниот меч на помладите сениори, односно на оние младински генерации на фудбалскиот клуб Југохром, родени помеѓу 80-тата и 85-тата година. Повторно сме на стадионот во Јегуновце со главниот настан на овие видувања на ветераните на фудбалскиот клуб Југохром, а тоа се помладите ветерани, односно оние фудбалери кои што имаат играно за младинските категории на клубот, а се родени помеѓу 80-тата и 85-тата година. Истите овие фудбалери го имаат носено и дресот на сениорската екипа некаде кон 90-тите години на минатиот век, односно во оние златни времења на фудбалскиот клуб Југохром, кога не само што стана стабилен второлигаш, туку се до крајот, се до последното коло, неколку сезони поред водеше битка и за влез во прволигашката конкуренција. Екипите повторно ќе бидат поделени на бела и зелена, а ова се играчите кои што ќе настапат. За белата екипа тоа се Ацо Стефановски, Љубиша Цветановски, Борче Мановски, Крсте Крстовски, Игор Блажевски, Зоран Марковски, Дарко Богоевски, Горан Тофиловски, Александар Апостолидис, Мирослав Мартиновски и Дарко Матевски. За зелената екипа Зоран Спасовски, Бранислав Марковски, Владо Тодоровски, Крсте Трпчевски, Новица Галовски, Далибор Антовски, Тоше Тасески, Далибор Јанчевски и Славиша Аврамовски. Тренер на екипите е Љупчо Перински, односно човекот кој што беше нивни тренер и во младинските категории на фудбалскиот клуб Југохром. Пред почетокот на надпреварот е една заедничка фотографија. Двете екипи, тренерот, судиите. На стадионот на Југохром околу 200 гледачи, сега може би и нешто повеќе, може би и 300. Претходно гледавме еден интересен надпревар на постарите ветерани на фудбалскиот клуб Југохром, а сега и она главното ревијален надпревар на ветераните, они помлади ветерани кои што играле во младинските категории на клубот, воедно и фудбалери кои што се организатори на овој настан, кој што по втор пат се одржува. Една минута молк за настраданите во Кочани.
знаем дека исто чертово. Три по 15. Се е подготвено за почеток на надпреварот. Зелената екипа таму во центарот и ќе го организира првиот напад. Тодоровски успева да мине двајца фудбалери, но потоа е фаулиран од Блажевски и веднаш фаул за екипата на зелените. Браво, Гичо! Токму Владо Тодоровски се мисли да го изведе, сепак не. Промена во последен момент, тоа ќе биде Тоше Тасевски. Полека, полека! Продолжува акцијата на зелените. Тасевски проигрува со Антовски, но неуспешно двојно проигрување. Повторно земена топка од Тасевски, но таа завршува во аут. Одлично до Јовановски. Топката оди во гол аут. Голманот Матовски ја уфрли топката во игра и оди прв напад за белата екипа на Југо. Одземена топка, брз против напад. Јовановски и неговиот удар завршува крај голот. Прва посериозна прилика за една од екипите на денешниот надпревар. Одземена топка од Трпчевски, Аврамовски влегува во 16-терецот. Топката се уште кај Аврамовски и повторно лошо двојно проигрување со Крсте Трпчевски. Нов гол аут и топка за белата екипа. Трчај, трчај! Прв офсет на надпреварот, сигнализира асистентот судија. Славиша Аврамовски беше во недозволена офсет позиција. Веднаш продолжува надпреварот. Тој Цветановски. Се овиде со машинска топка да го најде Марковски, меѓутоа тоа ќе биде аут. Лош прием и повторно аут, но овој пат за зелената екипа. Блажевски одзеде топка. Блажевски до Цветановски и нема ништо. Напад. Топката оди во гол аут. Белата екипа прв пат посериозно нападна, меѓутоа без завршница, без упатен удар кон противничкиот гол.
Лоша вратена топка, но нема да има корнер. Успеа таму да спаси еден од дефанзивците на зелената екипа, меѓутоа топката е повторно на Крстовски. Центар шут. Но Спасовски е на место, интервенира. Играње со рака или што би се рекло енац. Нафрлена топка, меѓутоа полувисока и зелената екипа расчистува. Нов напад за белата екипа. Блажевски до Крстовски. Но Апостолидис не успеа да уфрли во 16-тникот. Продолжува офанзивната игра на белата екипа на Југохром. Длабинска топка, но топката завршува во гол, но Игор Блажевски беше во офсайд, овој гол нема да важи. Асистентот судија веднаш сигнализираше уште пред топката да заврши во мрежата на зелената екипа. Јовановски одигра одлично, контранапад. Можност за гол и тоа е гол за зелената екипа. Славиша Аврамовски, стрелец во 6-та минута, во 7-та минута веќе од првото полувреме. Јовановски одлично се загради, ги измами дефанзивците на белата екипа, а Аврамовски знаеше тоа да го искористи и во соло акција да успее да постигне гол за 1:0 за зелената екипа. Цветановски. Длабинска топка до Богоевски. Меѓутоа голманот Спасовски е на место, ја следеше акцијата и успеа да интервенира. Нов против напад за зелената екипа, но овој пат со број 8 Марковски тоа е. Успеа да интервенира и не дозволи да биде загрозен нивниот гол. Стрелецот на голот Аврамовски со топката, судиите велат дека нема фаул. Тодоровски тргнува во нов напад за зелената екипа. Тасевски, Јовановски, повторно Тодоровски. Гол аут. Обид за атрактивно проигрување беше успешно, меѓутоа Цветановски го проигра само противничкиот гол.
Аврамовски во нов напад за зелената екипа. Но не успева да мине крај Мартиновски. Продолжува акцијата, Галовски. Лошо проигрување. Можност за против напад на белата екипа. Одлично проигрување до Тофиловски, меѓутоа повторно офсайд. А може да забележите дека Тофиловски одлично се движи во нападот. Постојано бара топка, се уфрлува во празно, меѓутоа не успева да ги избегне офсайд замките на зелената екипа. Нов напад за белите. Тоа беше Матевски, повторно обид за топка во празно. Неуспешен. Еве, уште еден. Топката одеше кон 15-ката Тофиловски, кој што мислам дека повторно беше во офсайд, но судијата не сигнализираше, бидејќи топката воопште не дојде до него. Галовски до Тодоровски. Јанчевски, Аврамовски, повторно Јанчевски. Тасевски, но само во противничките нозе. И сега 2-1 ситуација за белата екипа. Филовски и Богоевски, меѓутоа се сплетка. Како да не се разбра, а може сериозно да го загрозат голот на Спасовски. Тодоровски и Галовски не успеа да проиграат и сега один нов напад за белата екипа. Матевски по десната страна. Тофиловски е тука. Топка до Марковски. Бара позиција да бие, но само во блокот од Јанчевски. Тофиловски. И тука е голманот Спасовски. Не дозволува да биде загрозен неговиот гол. Уште некаде 3 минути, нешто помалку од 3 минути остануваат од првиот дел. Ако добро слушнав, капитените на двете екипи и главниот судија се договорија да се игра 3 пати по 15 минути. Матевски проигрува до Цветановски, но повторно Спасовски е на место. Пред почетокот на овој настан, на присутните и на фудбалерите, значи и на публиката, им се обрати градоначалникот на општина Јегуновце Димитар Костадиновски, од кого можевме да слушнеме дека ќе покрене иницијатива за формирање на сениорска екипа, истото го кажа и еден од организаторите на овој настан, Владо Тодоровски. Се надеваме дека уште од оваа есен ќе може да го гледаме Југохром во општинската фудбалска лига на Тетово. И може само да се надеваме клубот да се врати на старите патеки. Веќе во општината функционира младинска школа од името Јегуновце 2022, што е добра основа и за формирање на сениорска екипа. А ако постојат ентузијасти, а видовме и дека постојат, а и расположение кај градоначалникот на општината, нема зошто да се сомневаме дека фудбалскиот клуб Југохром од Јегуновце ќе биде реактивиран. Се ближи финишот на првото полувреме.
И тука е крајот. Првиот дел завршува со резултат 1:0 за зелената екипа. Стрелец на голот Славиша Аврамовски. Кратка пауза, па продолжуваме со вториот дел. Се е подготвено за почеток на второто полувреме, како што веќе кажав, ќе се игра 3 пати по 15 минути. После првите 15 минути водство на зелената екипа од 1:0 со голот на Славиша Аврамовски. Првиот напад во вториот дел за белата екипа. Блажевски до Матовски. Цветановски се обидува да пробие по левата страна, меѓутоа не успева. Јовановски не успеа да ја исконтролира топката. И один нов напад за белата екипа. Зоран Марковски не успеа да ја стигне оваа топка под Крстовски. Па голманот Спасовски само ја собра во своите раце. Еве длабинска топка од Бранислав Марковски до Мирослав Јовановски, но се извинувам до Славиша Аврамовски, стрелецот на голот. Но одбраната на белата екипа ја прочита нивната намера и не дозволи голот да биде загрозен. На спротивната страна напад за белата екипа, која сега ќе изведе и аут. Игор Блажевски, до него е Новица Павловски, Крстовски бие највисоко до сега на оваа топка да заврши на кровот од спортската сала. Прием на Аврамовски. Меѓутоа двајца противнички фудбалери, добро е затворен откако го постигна голот, откако одлично истрча еден контранапад во првото полувреме. Игор Блажевски направи фаул. Силна топка, која на крајот завршува во аут и можност за белата екипа да организира нов напад. Топката е Марковски, кој што проиграл со Матовски, повторно Марковски, до Блажевски. Крстовски е на место. И сега тамнува во соло акција. Веќе мина 30 на метри сам. И проигрува до Тофиловски, Блажевски. Не се разбра. Пропаѓа оваа можност за белата екипа. Повторно белата екипа е во напад, украдена топка, но Јанчевски ја исправа грешката на одбраната и одиме со нов напад на зелените. Судиите велат аут за белата екипа, кој што го изведе Љубиша Цветановски. Дарко Богоевски го имаше Зоран Марковски да се јави, меѓутоа не успеа да го проигра. Аврамовски до Јанчевски. Јанчевски се обидува од половината на игралиштето, меѓутоа не беше оваа топка што може да го загрози противничкиот гол.
Марковски. Тофиловски го напаѓа голманот, меѓутоа не успева. Продолжува нападот на белата екипа, повторно Зоран Марковски. Тој ги разигрува своите соиграчи, топка до Апостолидис. Асистентот сигнализираше офсайд, меѓутоа топката е во нозете на Зоран Спасовски, голманот на зелената екипа. Бранислав Марковски. Искрено морам да признам дека во списокот кој што го добив немам играч со број 15 од зелената екипа. Акција која што започна од Мартиновски. Повторно Марковски. Тофиловски. Проигрува до Цветановски, меѓутоа грешка на голманот Спасовски и Цветановски не успева да погоди, судиите велат. Тоа ќе биде гол аут, иако Цветановски бараше корнер. И Лаза ќе брани. Ле. Судијата останува на својата одлука и вели дека ова е гол аут. Морам да бидам мислен. И јас мислам дека голманот Спасовски не играше со топката, меѓутоа според реакциите можеби и јас и судијата сме во грешка. Крстовски, Матовски, повторно Крстовски, Блажевски. Одлично. Краде Бранислав Марковски. Проигрување до Јанчевски, Аврамовски е на втората статива, Аврамовски и не успева да ја исконтролира топката. Аврамовски имаше можност уште еднаш да се запише во листата со стрелците, но одиме веднаш на спротивната страна, брз против напад на белата екипа. Но повторно недоразбирање. Марковски, Блажевски прави. Дај ужуси ме! Ма намера, нема. Аврамовски до Марковски, повторно би за проигрување до Аврамовски, меѓутоа одбраната на белите е на место. Блажевски до Тофиловски, контранапад за белата екипа и штета. Најубавата можност за изравнување на резултатот за белата екипа, меѓутоа Горан Тофиловски се сплетка, да не речем падна, и пропаѓа оваа шанса. Ова доколку беше гол, ќе беше копи-пейст од голот на зелената екипа. Меѓутоа останува 1:0 9-та минута од вториот дел. Фаулиран е Љубиша Цветановски. Продолжува надпреварот. Се извинувам, Ацо Стефановски беше фаулиран, а сега топката е кај Љубиша Цветановски. Повторно Тофиловски, Богоевски, тука и Блажевски. Одбраната на зелените е на место. Продолжува нападот на белите. Матовски. Ајде Мирчевски! Матовски. Грешка на Бранислав Марковски, но Тоше Тасевски, одлична интервенција. Не дозволи да биде загрозен голот на зелените и сфрла во корнер. Зоран Марковски ќе го изведе корнерот за белата екипа. Одличен гол на Крсте Крстовски.
1:1, 11-та минута од вториот дел. Браво, Крсте! Одличен центар шут. Уште поубав гол на Крстовски. Во стил на расен стрелец. И по конструкцијата се гледа дека овие високи топки му лежат и буквално ја заби топката во мрежата на зелената екипа. Уште 3 минути од второто полувреме остануваат. Резултатот сега е израмнет 1:1. Матовски трна во нов напад за белата екипа, меѓутоа Галовски ја пресече неговата топка. Сега Јанчевски, повторно Галовски, проигрува со Трпчевски. Јанчевски, Аврамовски е во офсайд. Марковски се обидува тука, меѓутоа не успева да ја украде оваа топка. Продолжува Марковски, одлична можност за белата екипа. Меѓутоа топката оди крај левиот дирек од зелената екипа. Зелените веднаш во напад. Јанчевски до број 15. Обид на нововлезениот фудбалер со број 7, кој што го немам во списокот. Судијата гледа на часовникот, се ближи крајот и на второто полувреме. Ќе биде тоа индирект во корист на белата екипа. Јанчевски ја задржал топката со две нозе на земја. Оправдана одлука на главниот судија. Крстовски до Мартиновски, а Игор Блажевски уфорла до Цветановски, тука и Тофиловски, меѓутоа имало офсайд. Мислам дека Љубиша Цветановски беше тој кој што се најде во недозволена позиција. Мајсторски потек, дали ќе биде крунисан со гол? Да, тоа е гол, 2:1. Зоран. Презиме, надимак. Стрелец на голот со број 7, Зоран Очи. Благодарност до публиката која што е лево и десно од мене, која што ми асистираше, бидејќи, како што кажав, со број 7 немам фудбалер во записникот. Еве, сепак сега нова информација, тоа е фудбалерот со број 1, Зоран Спасовски, кој што беше голман во првото полувреме, значи голманот постигна гол за водство на зелената екипа од 2:1. И тука завршува второто полувреме.
Ќе има уште 15 минути фудбал. Публиката ужива во одлична представа на белата и зелената екипа, односно на помладите ветерани на фудбалскиот клуб Југохром. Одиме повторно со кратка пауза и се враќаме со третото полувреме. Започна и третото полувреме од ревијалниот надпревар на младите ветерани на фудбалскиот клуб Југохром. Фудбалери родени помеѓу 80-та и 85-та. Ајде брат, Коцко! Своевремено настапуваа за младинските категории на клубот под водство на тренерот Лјупчо Перински, а подоцна беа дел и од првата екипа во оние златни денови на фудбалот во Јегуновце. Резултатот после првите две полувремења е 2:1 за зелената екипа. Стрелци на головите Аврамовски и Спасовски за зелените, додека за белата екипа погоди Крстовски. Тофиловски беше во добра прилика, меѓутоа не успеа да ја исконтролира топката. Па оди нов напад на зелените. Стрелецот на вториот гол Спасовски, кој што во првото полувреме беше голман, меѓутоа одлучи да облече зелен дрес, да влезе во игра, а потоа и да погоди за водство од 2:1. Нов напад. Пенал бе! Пенал. Пенал за белата екипа и тоа по сугестија на асистентот судија. Крсте Крстовски се ја зема топката. Веројатно тој ќе го изведе пеналот, да, така е. Пенал за белата екипа. Крстовски, но бие високо над голот. Останува резултатот 2:1 за зелената екипа. Тасевски тука во дуел со Цветановски, меѓутоа фудбалерот со бела маичка беше поуспешен, а Матовски тарнува во нов напад. Марковски, но тука некаде завршува акцијата на белите, сепак не. Успева да издржи Стефановски. Повторно Марковски. Се префрла акцијата по левата страна. Долга топка. И сега можност за контранапад. Јанчевски успева да го мине голманот. Спасовски чека на петерецот останен, меѓутоа интервенција на Мартиновски беше тоа. Јанчевски, уште трае опасноста. Спасовски, празна е мрежата и тоа е 3:1 за екипата на зелените. Втор погодок за Зоран Спасовски на овој надпревар во четвртата минута од третото полувреме. Само една минута претходно Крстовски промаши пенал за изравнување на 2:2 и според она непишано правило казната дојде многу брзо. Стефановски до Блажевски. Расчистува Галовски. Сега тука дуел на Аврамовски и Матовски на средината од теренот. Судиите велат нема фаул, чисто одземена топка од Дарко Матовски, веднаш до Крстовски. Тука чекаше топка и Блажевски.
Спасовски, Тодоровски. Трнува нова акција на зелените по десната страна. Стефановски тука одлично блокираше. Па сега Цветановски дуел на две тројки. Крстовски, Марковски, Тофиловски. Не успеа двојното проигрување со Марковски, меѓутоа продолжува акцијата. Богоевски, центар шут на голманот на зелените тука. Резултатот му дозволува и ваков потек да направи 3:1 за зелените. Нов контранапад на зелената екипа. Спасовски одлично минува тука. Спасовски. Дали ќе има хетрик? Хетрик на Зоран Спасовски. 4:1 за зелената екипа, 6-та минута од третото полувреме. Играч на надпреварот дефинитивно Зоран Спасовски. Во првото полувреме беше голман, ја сочува својата мрежа, а во второто и третото успева да постигне дури 3 гола. Марковски до Блажевски. Топка чека Тофиловски повторно во офсайд. Галовски ќе ја испрати таа топка. Дури успеа и да ја стигне, да не излезе во аут. Офсайд. Топката ќе биде за белата екипа. Лошо поигрување, Владо Тасевски од 40 на метри се обиде. И тоа е крај на надпревар. 4:1 за зелената екипа. За победничкиот состав 3 гола Зоран Спасовски и 1 Славиша Аврамовски, додека единствениот гол за белата екипа и тоа за изравнување на 1:1 беше дело на Крстовски. Одлична фудбалска представа во Јагуновце, меѓутоа она што е најважно е дружењето. Публиката имаше можност да ужива во фудбалските мајстории, најпрво на оние постари сениори кои што го имаат носено дресот на фудбалскиот клуб Југохром некаде во втората половина на минатиот век, а потоа и на поранешните младински генерации фудбалери родени помеѓу 80-тата и 85-тата година под водство на тренерот Љупчо Перински. Заслужен аплауз. Фудбалерите на двете екипи отпоздравуваат на публиката која што морам да признам дека беше во одличен број на трибините на стадионот на Југохром. 300, можеби 350 гледачи на трибините, но и доста имаше народ покрај клупите за резервни фудбалери. Пред се тука беа семејствата, сопругите и децата на фудбалерите кои што играа на овој надпревар. Тука некаде завршуваме и со оваа снимка од ревиалниот фудбалски надпревар, односно фудбалските средби на ветераните на фудбалскиот клуб Југохром. Довидување до некоја следна прилика.